3 дена уметност, соседство и заедничко создавање. 5-то издание на Малски фестивал во општина Центар. Наши гости во студиото Јорѓе Јовановиќ, директор на Центар Јадро. Добро утро за вас. Марија Бушковска, програмски координатор, и Доротеј Нишковски, ликовен уметник и ментор. Добро утро уште еднаш и добро ни дојдовте во емисијата. Полно куќа гости, сакаме кога имаме гости, па ајде да споменеме и кажеме детали за 5-то издание, значи на Малски фестивал. Бидејќи е 5-то, еве малку и анализа, што бараат луѓето, што сакаат, што се промени изминативе години, како го стартувате и што вметнавте ново. Што да очекуваат? Да, добро, ова е некој мал јубилеј. Се трудиме да направиме еден не типичен, не класичен фестивал. Тоа е фестивал кој во голема мера зависи од соработката со локалната заедница. Граѓаните на Центар и не само на Центар се дел од нашите работилници, од нашите програми и без нив практично фестивалот не може да постои. Практично повторуваме во однос на програмата и тоа што највеќе публиката сака да го види, тоа што ме прашавте, повторуваме дел од работилниците, бидејќи се некакви успешни примери. Тоа е, например, работилница за изработка и поправка на урбана опрема, ликовна работилница која веќе сите овие години ја правиме со Доротеј, или таа за креативно пишување која води Марија веќе 3-та година, така? Има концерти, има изложби, така прилично разновидна богата програма, густа за тој период од 2 до 3 дена. Кои се локациите? Локациите се секако пред се Центар Јадро, кој се наоѓа на улицата Алберт Ајнштајн во Дебармало, и паркот на Франкофонија веќе 3-4 година, а од самиот почеток исто локација на која се одвиваат дел од работилници. Да, годинава буквално ќе се вклучат сите во настанот? Да, ова година, како и сите претходни години, нашата цел е да имаме програма која што ќе биде интересна за сите. Од 7 до 77, некако така ја формулиравме. Многу често ги вклучуваме и децата во нашата програма, како и пензионерите со кои што на некој начин го делиме и просторот. Се надеваме дека во нашата програма ќе се пронајде секој ќе најде настан во кој што може да се вклучи. Така, ајде секој засебно за оние работилници кои што ги води, малку да предизвикаме интерес и нели да имаме што повеќе посетители, така ли? Да, она што е интересно дека оваа година решивме да бидеме во отворен простор, иначе да го истражуваме природниот амбиент на самата Франкофонија. Нашата работилница ја концепиравме како тајната ботаничка градина, каде што ние ќе изработуваме графики, имаме графичка преса и сакаме да ја истражиме самата структура, текстура на самиот природен амбиент што го нуди местото и едноставно да направиме едни оттисоци кои што ќе бидат графични. Самата работилница е концепирана да биде семејна, да бидат за деца и за возрастни, така да може да ги поканеме самите гледачи да се пријават на социјалните мрежи Претходно треба да се пријават, јас вака да гледам. Може да се пријават, да, убаво било. А може само да дојдат ако не се пријават? Може да дојдат како публика, да. Значи може да видат работилницата, јас и мојата колешка Ана Трајковска ќе ја водиме, ќе менторираме и сакаме да направиме ни графики кои што во минатото се правеле на преса, тоа е на графичка преса, ние ќе ја носиме со нас и сакаме да го видат тој цел процес и едноставно да другаруваме, да дружиме и да создаваме едни работилници кои што се во летниот период за нашата заедница, за нашите луѓе, нашите граѓани, едноставно да се вклучат во едни ликовни работилници каде што мислам дека понатаму дека ќе ги користат и во домашни услови. Кој ден очекувате да биде најатрактивен за публиката? Добро, ние сме малку пристрасни и очекуваме сите денови да бидат, но по густината на програмата тоа е сабота кога се случува во паркот на Франкофонија и еден саем на артизани, мал саем на книги, дел од работилниците продолжуваат и тој ден, дел финишираат, например, тој ден ќе има и концерт на како резултат на работилницата за изработка на чуднозвучни инструменти. Тоа е исто една веќе традиционална работилница каде што децата прават чуднозвучни инструменти. Да. Чудно звучи, само ќе се каже, ама ако отворам тема што така, се... Да, па добро се конструираат, најчесто се рециклираат материјали и децата во нели под менторство на
наши музичари, уметници, ги изработуваат и на крај прават еден мал концерт. Истиот ден ова се случува во Франкофонија, во Јадро, нашите две актерки, млади, познати, Тамара Ристовски и Наталија Тодосиева ќе направат една многу интересна работилница за селф-кастинг. Има уште работилници и на крајот се финишира со концертот на македонскиот бенд Искра. Така што тоа е така не. Ке ги додадеме и работилница за куќарки за домашни миленици. Така, ајде од оние интересните да предизвикаме внимание, пошто мене навистина ми е интересно се ова што сте го оставиле во програма. Ќе почнам со мојата работилница. Јас ја водам работилницата за креативно пишување, која што оваа година е именував Малска архива. Целта на оваа работилница е и наменета навистина за сите возрастни групи. Започна вчера и имав и возрастни и деца. Идејата е да се прикажат необични раскажувачи од малото, значи да не е фокусот само на луѓе, туку имам раскажувачи кои што се животни, малски ситуации, различни малски предмети и сите учесници добија задача да напишат една приказна за малото и нашите необични малски раскажувачи. Таа архива, неформална архива, ќе биде поставена исто така во сабота за време на базарот, па ги поканувам сите кои што ќе дојдат на самиот базар да земат учество во архивата, да напишат и тие некоја приказна и да вметнат ова е причина плюс за сите гледачи да ги поканиме, да бидат дел од петото издание на Малскиот фестивал во Скопје, односно Општина Центар. Ви благодариме за денешното гостување во Македонија наутре. Сите детали на социјалните мрежи денеска достапно може да се формира. Целосната програма. А со колегата ни надходиме на работилницата за плетење. За плетење рековте носам и она за куќерки за домашни миленици ми фалеше. Тоа највеќе што ме интересира. Петок, сабота. Петок, сабота, таму сме.